Раководството на Сдруженијето на пензионери Куманово на денешната пресконференција го негираше тврдењето дека незаконски и неосновано го зголемиле надоместокот на председателот, потпредседателот и секретарот. Тие објаснија дека во 2021 година по одлука за утврдување на единствени критериуми добиена од Сојузот извршиле усогласување на овој надоместок согласно одлуката од 2012 година. По извесен период откако дознале дека одлуката не е последна и дека изменета во 2016 година, ја поништиле и средствата се вратени. На председателот на Сдруженијето, значи од почетокот на мандатот, 22.3.2019 до 31.12.2022 година, му е исплатен надомест од страна на Сдруженијето за обување на функција во висина од 12.000 денари. Значи од почетокот до 31 декември. Еве, може да се види прегледот од овластено лице со потпис и печат. Дури за еден период, 2020 година, во период на корона, сите ние тројца се откажавме од овој надомест и го доминиравме во хуманитарни цели за болни од коронавирус. Што се однесува до тоа зошто председателот сега, ако имал веќе сознание дека сме работеле нешто сме работеле нешто што не е во согласно со статут и со закон, зошто досега веќе не реагира. Причината е во тоа што на собрание на 29 декември 2022 година е донесена одлука за надомест на председателот на собрание во износ од 6.000 денари месечно, ретроактивно за 4 години. Одлуката е спротивна на статутот и на законот и покрај тоа што и од мене и од некои членови на на собранието беше укажано дека ова одлука е спротивна на статут, спротивна на закон. По инсистирање од нивна страна одлуката беше донесена и тоа ретроактивно за 4 години наназад, што е надвор од здравиот разум. Бидејќи работевме цело време одговорно и совесно, не дозволивме ова одлука да се примени. Истата е доставена до Одбор за статут и правни прашања. Одборот донесе одлука дека ова одлука е спротивна на статут, член 15 став 2 и член 2, 3 и 4 од Закон за волонтерство, бидејќи функцијата председател на собрание согласно нашиот статут се обавува волонтерски. Волонтерите својата услуга ја даваат бесплатно. Врз основа на ова сега одлука, на идното собрание ќе бараме поништување на ова одлука. Актуелното раководство на Сдруженијето негира и дека председателот трошел средства за изборни активности. Велат дека има целосен преглед на средствата пред и по изборите, а Сдруженијето има потрошено само 2170 денари за копирање материјал и весници. Велат лага и обвинувањето за земање дневници. Ни една дневница за овие 4 години немаме земено за присуство на седници на овој орган. Собрание има еден извршител на функција, тој е председател на собрание. Кажано е дека и надзорниот одбор вршел воредна контрола. И тоа е ноторна лага, надзорниот одбор не вршел никаква контрола, тоа може да се праша и председателот на надзорниот одбор и целиот надзорен одбор. По однос на обвинувањата дека записникот од 29 декември на последната седница на собрание не е подпишан, не знам стварно што да кажам, жално е што председателот е 4 години председател на Сдружение и не знае дека записникот го подпишува тој, ама на наредна седница по усвојување на записникот. Бебето е родено, сега треба да се лула. Точно е, штетата е направена, најголема штета од сето ова има Сдружение, потоа ние како носители на функција, а и поделни членови на Сдруженијето, кои што се користат во ова валкана игра, јас би ги нарекла како булдожер играчи, да расчистуваат терен, а главните актери седат на страна и чекаат теренот да се расчисти, па дури тогаш да се појават на сцена. Жално е и за едните и за другите. Учесниците, односно булдожер играчите, не се свесни
дека не само што нема да имат корис од ваквата игра, туку напротив, на крај ќе останат како колатерална штета. Раководството побара во мирна и демократска атмосфера да поминат изборните активности, да се избере председател кој ќе работи во интерес на пензионерите.